بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Благодарност му припаѓа на Аллах субханаху ва таала. Нашите салавати и срдечни поздрави нека се за нашиот пратеник Мухамед салалаху алейхи ва салем, за неговата фамилија, за неговите другари асхаби и за сите оние кои го следат патот на нашиот пратеник Мухамед салалаху алейхи ва салем. Ние овие денови сме во праг на Курбан Бајрам. Во овие денови каде што од сите страни на светот го посетуваат Меке, градот Меке, Каабето и ги обават обредите на Хаџилакут, тоа што е и столб на нашата вера. Па затоа ова причина ние ова средба иншаллах ќе се трудиме да зборуваме за денови, за првите денови на овој месец, последниот месец од нашиот календар. Тоа е месецот ذулхиџа, затоа и се вика и ذулхиџа. ذулхиџа значи во овој месец од сите страни во светот идат да го обават хаџот. И затоа овој месец се вика и ذулхиџа. Овие денови, 10 први денови, се многу значајни за муслиманите и Аллах субханаху ва таала се колна во Кур'ан, повели вал фаџр ва лејалин ашр, па се колна во сабах, фаџр тоа е времето на сабах, кога стануваат муслиманите и го кланјат намазот на сабах, и после се колна во овие 10 денови од месецот ذулхиџа, ва лејалин ашр. Затоа Ибн Кесир вели дека овие 10 ноќи што се спомнати во Кур'ан, во сурат Ал-Фаџр, каде што Аллах субханаху ва таала се колна во овие 10 ноќи, се зборува за 10 денови од месецот ذулхиџа. Ние знаеме дека кога Аллах субханаху ва таала, возвишениот Аллах ќе се колне во нешто, значи тоа е многу значајно за нас и нешто што Аллах субханаху ва таала сакал да го дели од другите денови во годината. И нашиот пратеник Мухамед салалаху алейхи ва салем рекол о хадисот што го пренесува Џабир радијаллаху анху, вика фадлу ајами дуња ајам ал-ушр. Најзначајните денови во дуња во овој свет се ајам ал-ушр, овие 10 денови. Од првиот ذулхиџа, што почна од недела, па се до вторник е 10-тиот ден, тоа е Курбан Бајрам. Значи овие денови, вика пратеникот салалаху алейхи ва салем, се фадлу ајами дуња, значи најзначајните денови во светот. Некој прашал вела мислехунне фи сабилилlah, за нема други вакви денови фи сабилилlah, во патот на Аллах субханаху ва таала? Рекол вела мислехунне фи сабилилlah, нема други денови да се со ваква значајност, нема други денови. Осим илля раџулун афера веџхаху битураб, осим некој што излегол и ратува за Аллах субханаху ва таала и неговото лице му во овој рат ќе му биде со прашина. Само овој може да стигне таа дереж, да стигне тој степен. Во овие денови, 10 денови, предпоследниот ден е денот на Арафат. И денот на Арафат е многу голем ден. Во овој ден, за овој ден рекол пејгамбер саллаллаху алейхи ва салем дека е
el hađul ekber, znači во целиот хадж нешто најзначајно е Арафат. Во овој ден Аллах субхану ва таала ги простува гревите на тие што дошле во хадж и за другите верници. После во овој ден Аллах субхану ва таала многи ги ослободува од казната на Джехенем. И нема во овие 10 денови позначаен ден од денот на Арафа. Исто така во овој ден се наоѓа и Курбан Байрам, 10-тиот ден од овие 10 дена. 10-тиот ден е Курбан Байрам. И исто така и овој ден Курбан Байрам, 10-тиот ден од месецот ذul Хиџа. Рекол пратеникот салаллаху алейхи ва саллем: "А'замул ајјами инда Аллахи јаумун нахр, thumma јаумул қир." Значи највеличенствени денови кај Аллах субхану ва таала се денот јаумун нахр. Значи јаумун нахр тоа значи денот кога верниците колат курбан. Мудроста на тоа зашто Аллах субхану ва таала толку го спомнал овој ден со многу значајност, Хафиз ибн Хаџар вели во Фетхул Бари дека во овие денови, 10 денови, многу наши обреди, многу наши ибадети верникот ќе ги обави и затоа нема вакви денови преку годината што се собират толку важни работи, толку важни обреди што може муслиманот да ги собере во толку малку денови. Нашите ибадети што ги правиме во овие денови, пратеникот салаллаху алейхи ва саллем рекол дека Аллах субхану ва таала повеќе ги сака кога се обават во овие денови. Па рекол: "Ма мин ајјамил амел салих أحب إلى الله من هذه الأيام." Нема други денови каде што се добрите дела позначени, повеќе ги сака Аллах субхану ва таала него во овие денови. Значи секој ибадет што го бавиме Аллах го сака, но повише го сака кога го правиме во преку овие денови, 10 денови. Кај Аллах субхану ва таала има повише значајност кога ние истот ибадет што го правиме во други денови, го правиме и во овие денови. Па прашале, присутните прашале: "Ја Расулаллах, валел џихаду фи сабилиллах?" О пратениче, зари џихадот не во тој степен? Заради џихадот, значи сахабите кога сакале да споредуваат нешто, го споредувале со џихадот, затоа што џихадот после овие ибадети кровот на сите наши ибадети. Со џихад се бранат сите муслимани, затоа го истакнале како нешто многу значајно џихадот, па го споредувале со овие денови, кога пратеникот салаллаху алейхи ва саллем рекол дека се кај Аллах нашите дела поважни и ги сака повише кога се обават во овие 10 денови, тие одма го споредиле со џихадот. Па што рекол, како одговорил нашиот пратеник? Рекол: "Велел џихаду фи сабилиллах." Па ни џихадот не може да се спореди со ибадетот во овие денови. Значи џихадот надвор од овие денови не може да се спореди со еден ибадет што се прави во овие денови, 10 денови од ذul Хиџа. Рекол: "Илла раджулун хараџа би нафси ва мали thumma лам јарџи мин залика би шеј." Освен некој што излегол сам со себе си и со неговото богатство, излегол од неговата куќа и се вратил и немал ништо со себе. Во овие денови добро е да се
да се чини текбир, tahlil, tahmid, како што рекол пратеникот салаллаху алейхи ve sellem, ман мин ајамин аъзама инда Аллахи вала хабба илеји ал-амал фихинна мин хази al-ајам al-ушр. Значи нема други денови да се поважни кај Аллах субхану ва таала нашите дела и да се и да ги сака повише. Освен во овие денови, првите денови од ذul-Хиџа, па затоа рекол факthuru фихинна мин at-tahlil. Значи повише изговарате кога техлилот. Техлил значи ла илаха илlallah, ва такбир, значи Аллаху акбар, изговарање на Аллаху акбар, и тахмид, изговарање на елхамдулилlah. Ние секогаш треба во нашиот живот, во секојдневието треба овие зборови да ги изговараме, но со причина дека имат повише значење ка Аллах субхану ва таала, па пратеникот салаллаху алейхи ve sellem вели повише да ги изговорите во овие денови. Како што рекоме и порано, меѓу овие денови е денот на Арафет. Денот на Арафет, тоа е и земјата кај што се собират сите хаџии. Значи хаџиите јоме тервие, значи 8-миот ден, идат во Мина. Таму се собират хаџиите. После 9-тиот ден, утре дента, се упатуваат во Арафат. Сите хаџи треба да бидат во Арафат и да се таму од пладне па се до акшам. И таму се собират сите хаџи и тоа е столбот на хаџот. Хаџите да се наоѓаат таму во ова време, тоа е столбот на хаџот. Сите работи од хаџот, сите ако ги обави, ако не отишол во Арафет, не му е важен хаџот. Затоа овој ден Аллах субхану ва таала им се восфитува на мелеците. Во овој ден кога се собират хаџиите, имат на себе само ихрами, немат одела, немат ништо на себе освен ихрамите, и Аллах субхану ва таала овој момент, овој собир го искористува да им каже, да им се восфитува на мелеците, на ангелите, и како што рекол пратеникот салаллаху алейхи ve sellem, кога се собират сите хаџи во тоа место, во Арафат, ги прашува ангелите зашто дошле овие тука, што барат овие што дошле тука. Значи ангелите имале реплика кога створил Аллах субхану ва таала човекот. Пред тоа им кажал на мелеците: "Ваид кале раббука лил малаикати инни джаилун фил арди халифа", и кога Аллах субхану ва таала им рекол на мелеците, на ангелите: "Јас во ова планета, ова земја, ќе створам едно створење, човекот." Тие ангелите имале реплика, вика и го праша Аллах субхану ва таала зашто ќе створи вакво створење, и тие многу лоши работи ќе прават. Ние сме тие, нахну нуқаддису ва лак. Им рекле на Аллах субхану ва таала: ние сме тие што ти чиниме ибадет. Не зашто да створиш нови створења кои ќе прават многу лоши работи. Па Аллах субхану ва таала им рекол: "Инни а'лему ма ла та'ламун", јас знам многу работи што вие не ги знаете. И сега дошло времето каде што Аллах субхану ва таала во јомул Арафа, каде што се собирале од сите земји на светот во ова место, и Аллах субхану ва таала сега ги прашува мелеците: "Вие бевте оние што ме прашувавте зашто сум го створил човекот, ова ново створење, па видете ги дошле од сите страни на светот, дошле тука, се собирале." Ги прашува: "Зашто, што мислите, зашто се собирале во овој собир? Што барате?" Тоа што ќе одговориме малку подоцна, инша Аллах. Има некои информации зашто се вика ова место Арафе. Оти Арафе, ако ќе го преведеме на македонски, тоа значи познанство, да се познава некој со друг. Па првото мислење дека
Арафа од го земал името за тоа што доаѓаат луѓе од сите страни и се познаваат меѓу себе. Другото мислење е дека ангелот Џибрил кога дошол кај Ибрахим алейхиссалам и му ги покажал сите места за хаџ и го прашал арефте, значи сега ги познаваш овие места и Ибрахим алейхиссалам рекол арефту, сега ги знам овие места и викат од овој збор му останал местото Арафат. Третото мислење е дека Адем алейхиссалам кога прво живел во џеннет, па после гревот требал да се спушти во земја и кога се спуштил во земја со Ава или Ева се нашле баш во ова место Арафат. Но Аллах субхану таала знае подобро. Кое значење има јомо Арафе? Рековме, спомнавме пред малку дека јомо Арафе, 9-тот ден од Зулхиџе, еден ден пред Курбан Бајрам, и денот каде што се собират сите хаџи во тоа место, во местото Арафат, и денот се вика денот Арафа. Во овој ден и Куранот и целата вера, исламска вера, се комплетира. Како што стои во хадисот во Сајил Бухари и Сајил Муслим од Омер ибн Хаттаб, дека еден жидов дошол кај Омер ибн Хаттаб, амир ал-муъминин, и му рекол: имате еден ајет во вашата книга, односно во Кур'ан, тој ајет го читате, да го имавме ние жидовите во Тевратот, во Тора, ќе го направме тој ден еден празник. И Омер ибн Хаттаб го прашал овој жидовит, го прашал за кој ајет мислиш, па овој му рекол за ајетот Ел-јауме акмелту лекум динекум ва атмемту алейкум нијамети ва радиту лекум ал-исламе дина. Значи ајетот во Маиде, третиот ајет во Маиде, денеска го комплетирав, Аллах субхану таала вели, денеска комплетирав вашата вера, во атмемту алейкум нијамети и сите благодати над вас ги комплетирав, во радиту лекум ал-исламе дина и многу сум радосен да вашата вера е ислам. Значи жидовите знаеле за овој ајет и види како реагират, зашто? Затоа што ние го имаме овој ајет, а тие го нема. И Омер ибн Хаттаб рекол: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه. Ние го знаеме и денот и местото каде што се спуштил овој ајет, каде се објавил овој ајет на нашиот пратеник салаллаху алейхи ве селем. И тој беше во Арафат и беше денот петок, џума. Значи тој ден биле во Арафат сахабите со пратеникот салаллаху алейхи ве селем биле во Арафат, во Арафа, и а денот бил ден џума, значи петок. И многу Омер ибн Хаттаб и сите сахаби го знаат тој ден и го спомнале тој ден. После за овој ден пратеникот салаллаху алейхи ве селем рекол, тоа се односува за хаџиите, дека за хаџиите тој ден и Курбан Бајрам, 10-тиот ден, за нив е празник. Овој ден многу значаен оти прво како прво се објавил ајетот дека Аллах субхану таала ја комплетирал верата на ислам. И тоа е
би било доста за муслиманите да го спомнат овој ден, затоа што во овој ден верата на муслиманите била комплетирана. Еден хадис што се пренесува од Абу Хурейре ради Аллаху анху, рекол пратеникот салаллаху алейхи ве селем: "Ел јаумул мауд јаумул қијама." Значи, што се спомнуваат овие во суратул Буруџ, "Ел јаумул мауд јаумул қијама", значи денот мауд, тоа е судниот ден. "Вел јаумул машхуд јаум Арафа", значи денот на Арафа, јаумул машхуд. "Ва шахид јаумул џума", а сведок за сите овие е денот џума или петокот. Овој хадис го пренесува Тирмизи и хадисот е хасен. После и овој ден е витр, што се спомнува во Кур'ан, витр, ва шефи вал ветр, рекол Ибн Абас, шефе, значи тоа е јаумул адха, кога муслиманите колат курбан. А витр тоа е јаумул Арафа, значи 9-тиот ден е витр, тоа е денот на Арафа. А шефа е 10-тиот ден, а тоа е денот кога колат курбан верниците. Толку имал милост Аллах субхану таала во за јаумул Арафа, јаум Арафа е 9-тиот ден, што пратеникот салаллаху алейхи ве селем рекол: "Юкеффиру санатал мадија ва санатал қабила", значи тој што ќе го пости 9-тиот ден или односно утре 9-тиот ден од овие 10 денови, тоа е јаумул Арафа, значи утре во понеделник, за кој ќе пости, значи юкеффиру санал мадија ва санал қабила, ќе му се опростат гревовите за прошлата година и за идната година. Овој хадис го пренесува Муслим. Пак од Ибн Абас ради Аллаху анху се пренесува дека пратеникот салаллаху алейхи ве селем рекол: "Инна Аллаха ахадha al-митaq min dhahri Adam bina'man", јани Арафа. Значи Аллах субхану ва таала од луѓе од Адем алейхиссалам и од Адем алейхиссалам и сите негови наследници, кога од Адем од Адем алейхиссалам нивните наследници ги оставил фенесерхум бейне једейхи кадер, ги прошили сите негови наследници, ثم كلمهم قبلا, после сите пред нив Аллах субхану ва таала им зборувал, значи нашите души се прво, нашите души се створени, па после нашите тела. И кога Аллах субхану ва таала ги створил нашите души, им рекол: "Елесту би раббикум", "Елесту би раббикум", зар не сум јас вашиот створител што треба да го обожувате? Сите рекле, сите души рекле: "Калу бела шахидна ан тaqulu јаум ал-қијамати инна кунна ан хада al-гафилин". Значи сите рекле: "Калу бела", да, ти си нашиот створител, само тебе треба да те обожуваме. Ова Аллах субхану ва таала ги прашал тие, зашто? "Ан тaqulu јаум ал-қијамати инна кунна ан хада гафилин". Значи да немате причина после во судниот ден да кажете дека не сме знаеле. Не, овие што е вистина, Аллах субхану ва таала им омогучил на секој да дојде до вистината, да ја види. Сега кој ќе ја прими, кој нема да ја прими, нема да има опрост во судниот ден. Па како што имат луѓето да се оправдат и да кажат: "Ва ан тaqulu инма ашрака абауна мин qabl",
Значи, ние така ги најдовме нашите предци. Тие чиниле ширк. Па сега и ние после нив. Ва кунна ذُرِيَةً мин бадихим ефетухликуна бима фа'алел мубтилун. Значи, ние ги наследивме тие и сега ќе не казниш со оние гревови што направиле нашите предци, па така и ќе биде. Јом Арафа и јом Магфира. Јом каде што Аллах субхану ва таала ги опростувал неговите робови, ги опростува гревовите и ќе ги ослободи од казната на џехенемот. Па и овој ден Аллах субхану ва таала им се восфитува на ангелите. Во хадисот сахиот што го пренесува Муслим од Аиша радијаллаху анха, дека пратеникот салаллаху алейхи ве селем рекол: "Ма мин јомин акthar min an ya'tika Allah fihi abdan min an-nar min yawm Arafa." Нема други денови повише да Аллах субхану ва таала да ги ослободи од казната на џехенем, толку што во денот на Арафет што ги ослободува. Нема друг ден толку да ослободува од казната на џехенем. Во јом Арафе најповише што Аллах субхану ва таала ќе ги ослободи, ќе им прости гревовите, да не ги казни на џехенем. Затоа ние како верници во овие денови добро е да направиме добри дела повише и како што спомнавме и малку порано и да постиме. Како што рекол пратеникот салаллаху алейхи ве селем юкеффиру сана ал-мади ва бада. Значи Аллах субхану ва таала кој ќе пости тој ден, ќе му опрости гревовите за 2 години, за прошлата година и за идната година. И тоа што го рековме во хадис се спојува со хадисот што го спомнав пред малку. Ва иннаху лаядну thuма yubahi bihim al-malaika. Аллах субхану ва таала им се доближува на неговите верници и со нив им се восфитува на мелаики, на ангелите. И им вика на тие: "Фаякулу ма араду хаула", и ги прашува ангелите: "Овие луѓе што дошле тука во Арафа, значи, зашто дошле? Што мислите вие? Зашто дошле тука?" Во друга верзија од Ибн Омер стои дека пејгамбер саллаллаху алейхи ве селем рекол: "Инна Аллах таала юбахи al-malaikatahu ashiyata Arafa bi ahli Arafa fayaqulu unzuru ila ibadi atuni shu'athan gubara." Пак Аллах субхану ва таала во денот на Араф им се восфитува на ангелите со на ангелите со жителите на земјата, особено од овие што дошле во Арафет, и им вика на тие: "Ондуру ила ибади", погледнете ги моите робови, а туни шуатан губера, дошле и се измориле дошле од далеку, па се со прашина. Значи, во ова состојба тие кога се молат, Аллах субхану ва таала на никој нема да му врати, да му ја врати молитвата. Аллах субхану ва таала на друга верзија ќе ги прашува мелеците: "Види, овие моите робови дошле тука на Арафат и ми се молат мене, а никој од нив не го видел, не ја видел мојата казна. Никој од нив не ја видел мојата казна." Што е казната на Аллах субхану ва таала? Казната на Аллах субхану ва таала е џехенем, пеколот. Па Аллах субхану ва таала вели на ангелите: "Никој од нив, како ми се молат да им простам гревовите, да ги бранам од џехенемската казна, а не ја виделе." Стои во еден хадис дека нашиот пратеник салаллаху алейхи ве селем го прашал Габриел, Џибрил:
му рекол, сум го видел Микаил, не се смеел никогаш, не се смее никогаш. Зашто е вака? Па Џибрил алейхиссалам му рекол, Микаил, значи Аллах субханаху таала, кога го створил џехенем, пеколот, тогаш Микаил го видел пеколот. И од тој ден до сега не се смеел никогаш. Значи, само да го видиш џехенемот, да го видиш пеколот, и тоа е казна. Не да влегуваш во џехенем. Само да видиш колку е страшно, значи Микаилот од створење без гревови, немам гревови, само што го догледал пеколот, не можел више да се смее од тој поглед. Значи Аллах, го молиме Аллах субханаху таала сите нас да не брани од џехенемската казна. Ние спомнавме дека 10-тиот ден е денот на Курбан Бајрам. Значи овој ден хаџиите од Музделифе се враќат во Мина, ги колат курбаните и после имат и да ги фрлат камењата во џемерат. А овие муслиманите што не се на хаџ, тие треба да го кланјат Курбан Бајрам, па после да колат курбан. Нашиот пратеник салаллаху алейхи ве селем рекол, кој има можност да коли курбан, значи има можност, има пари, да има можност да коли курбан, ама не коле курбан, рекол, тој нека седи дома, да не доаѓа да клања Курбан Бајрам со другите муслимани. И овој ибадет и Аллах субханаху таала не го бара од тие што немаат можност, само тие што имаат можност, тие имаат обврска да колат курбан и тој курбан да го делат на сиромасите, нешто да и за себе, па и за сиромасите. Многу научници рекле дека најдоброто делење на курбанот е една третина да го држи за себе, една третина за неговите блиски и една третина за сиромасите. Ова е мислење на научниците, на исламските научници, не се наоѓа во хадис. Оти сме приметиле дека кај многу луѓе мислат дека само вака треба да се дели. Не, може да се дели како што сака човекот. Може да го дели целосно, може да го држи се за себе, може пола за себе, пола за други. Тоа само едно мислење, не е обврска да го дели на три дела. Имаме еден хадис кога пратеникот салаллаху алейхи ве селем колел курбан и го оставил дома да го делат. И кога се вратил, ја прашал Аиша радијаллаху анха, што направивте со курбанот? Па Аиша радијаллаху анха рекла, останала првата нога од курбанот, другото сме го делили. А пратеникот салаллаху алейхи ве селем и рекол, не, останал све, само првата нога не. Значи, пратеникот алейхи салату ве селем мислел на севапот, мислел на затоа овој ден, 10-тиот ден од Зулхиџа, тоа е Курбан Бајрам, и во овој Бајрам требаат муслиманите од нивните куќи кога се опатуваат во местото каде што ќе кланјат Курбан Бајрам, добро е да се оди и да изговорат текбири, како што направиле и сахабите. Секој што излегувал од неговата куќа, па се до мусалја каде што кланиле Бајрам, изговориле текбири и се слушнале текбирите во сите страни. Ние го молиме Аллах субханаху таала да што повише муслимани утре
да постат, па ние повише, ние сме тие што повише имаме потреба да Аллах субхану таала ни ги опрости гревовите, па затоа да ги искористиме овие денови, па и иншаллах кој ќе наоѓи во судниот ден да наоѓи блиску до пегамбер салаллаху алейхи ве селем и со добрите луѓе. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.